Значи, може да почнеме. Може, ајде, Добар поклони ден, се, добар почни. ден. Поклонувам се пред сите гледачи на Биде свој, започнуваме со нов подкаст. Прво морам да си го прашам колегата Ваня Трајков дали ми е добар, за да знам како да се однесувам на подкаст. Не ме Добар си колега? Не ме арне. Не, од пат доаѓаш? Да. Од пат и јас бев на пат. Сообраќајни знаци, возила, гужва, сообраќајен хаос на градот. Не сум бил од твојата кола, иначе ако сум бил од твојата кола, што ќе ми беше нејарно, бидејќи воопшто не почитуваш сообраќајни правила. Немој така пред камерата. Стварно не знам кој те научи ти да возиш. Кој беше инструктор? Да, 130 летиш на автопат. Ама дозволено е? Ама нема веза. Штип Скопје 130 е дозволено. Дозволено е 130 да се возе. И со оглед на тоа дека имавме полицајци пред два подкасти, внимава. Има едно правило согласно условите на патот. Согласно Или условите при на владување на возилото. возилото ми е... Кој ти беше инструктор? Не се сеќавам на името. Еве сега пред да се уклучат камерите не можам да се сетам. Беше возрастен човек, сериозен, многу добар инструктор, морам тоа да го кажам. Или сум била јас некако добра кандидатка, или тој беше добар инструктор, сега ќе го дискутираме и тоа. Меѓутоа многу добро помина. Немаше јагне. Секак воведен дел, добре да за. Ако не се малце, ако не се дебатираме со колегата, не може да ни почне подкастот. Многу често нели разговараме. Добре дојде. Колев? Најава требаше. Не, кажи, ајде, ама знаеш, сакам да ти кажам дека ние ако не почнеме. Јас не знам зошто почнуваш од мене да прашам како е колегата, па прашај како е гостинот. Добар ли е, не е добар? Гостинот ни кажа дека има малце трема, ама ќе се опушти. После 15 на минути мислам дека ќе биде окей. Па, добар. Добре дојде. Најпрви благодарам на поканата. А не, јас, мерите покани. Добро бе. Јас те поканев. Има многу дилеми околу тоа машки и женски шофери и мораме да ја расчистиме таа работа. Кој е подобар шофер? Мажот или жена? Чека да се дава. Кажам дека Чека уште од првата одговор. девојките се попредпазливи шофери, меѓутоа момците подобро се сноѓаат во некои ситуации. Така да Побрзи се, поспремни. поспремни. Моторички поспремни, но во секој случај би кажал дека девојките се тие кои што повеќе внимаваат и кои што повеќе се придржуваат кон пропишаните правила и прописи. Има исклучици тука таму, но добро е. Има исклучици, Има исклучици. Не. Никола Колев, возач инструктор, добре дојди од мене. Навистина ти благодарам што се одзва на поканата. Реално, многу често зборуваме за сообраќајна култура, да се внимава на сообраќајни знаци, како се вози, дали се внимава кога се вклучуваш во сообраќајот, но никогаш, мислам многу ретко, можеби никогаш, не го прашуваме, јас барам според мене најбитниот човек тоа. Луѓето кои ги учат и кои ги едуцираат им покажуваат како се вози на тие идни возачи и се пуштат во сообраќајот. Затоа ми беше желба да разговарам со вас и да ги оттргнеме сите тие дилеми кои ги имам. Благодарам. Мене ми е наистина вака интересна ова професија, имајќи во предвид дека вообичаено да те наведем малку да те опуштиме. Не е проблем кога имаш колку толку лице кои што знае и волан и прва, втора, трета и да држе правец, за разлика од некој кој што е апсолутен аутсайдер. Она прво почетно со оглед дека вие сте со искуство, ностоп часови на возење. Сега ти доаѓа некој нов и прв пат не знае ни прва, ни втора. Имаш ли нервизија тоа да го поминеш? Несериозно вака? Па, нормално, професијата инструктор подразбира склоп на вештини. Една од вештините кои што мора да ги поседува возачот инструктор, мора да биде трпеливост. Освен тоа, мора да има добри комуникацијски способности и третата работа што би морал да ја спомнам дека ние инструкторите сме во исто време и психолози. Па, битно е тоа. Мораме кандидатите да ги опуштиме, како вие сега мене што пробувате да го опуштите. И полагањето возачки испит да го доживеат повеќе како забава, да не им биде стрес.
Нели зашто овој подкаст не го реализиравме, например? Јас морам само да ги поздравам и Дарко тете, бидејќи мислам од Дарко тете доаѓа. Така. И ова фактура да после ти се договориме, не е поздрав. Не требаше може овој подкаст во возилото на Дарко тете. И така он вози. Па да ме оговараш мене како грешам, шо правам, ние ќе прашуваме екипа леле. Тука си е сигурен терен. Тука сме си на сигурно. Многу ме интересира, добро што го начна тоа. Кој е полесно да се научи да вози? Некако однопако ги почнеме прашањата, ама ако тој што нема седнано позади волан или тој што мисли дека нешто знае, учел со татко му, мајка му нешто или сопругот? Не сите кандидати кога доаѓаат се исти. Значи има кандидати кои што веќе кажевте пробувале од дома да учат да возат, имат некои основни познавања, има и такви пак кои што доаѓаат и почнуваат од почеток. За нас инструкторите полесни се, искрено да ви кажам, кандидатите што почнуваат од нула, затоа што ги учиме на правила и прописи, додека тие што доаѓаат веќе научени, па имаме друг проблем со нив треба да ги малку да ги смириме, да им покажеме дека не тоа што го знаете така во сообраќајот и да пробаме колку може побрзо да почнат да применуваат правила и прописи во возењето што го познаваат тие. Добро, мислам, добро се, тој нели, тоа што знаеки се, ние што викаме струмичани курназе, нека јас знам, сега ти што ќе ми кажеш инструктор, знам, тоа е. А некој што не знае, прв пат седнува позади волан, е послушен ученик. Тогаш што како што сака инструкторот. Така е за нас полесно. Да, апсолутно. Ние работиме по програма и почнуваме од почеток и за нас е полесно да дојде кандидатот возач без никакви познавања. Да го пожелно да тогаш се гледа, според мене тогаш се гледа работата на инструкторот. И сите познавања кои што ќе ги стекне кандидатот ги стекнува тук во автошколата, излегува како продукт. Готов продукт. Да, значи твој совет би бил за сите млади кои сакат да научат да возат, да не пробуваат со мене или со таткото, туку да си дојдат. Не се согласувам. Зошто? Па и јас се согласувам со него. Не се согласувам. Јас сакам, например, мојата ќерка планира да почне да полага за Б. Зошто да се барем да знае прва, ти? втора како е, не да вози, прва, втора да знае, да го осети, вака да биде на возило, прва, втора, па да запали. Ма гледаш стручно мислење, по-добро, тој да ја упати. А не, јас се согласувам. Зошто постојат тогаш автошколите? Па добро, вие дефинитивно ние не сме толку, јас не сум компетентен. Автошколите постојат за да ги научат децата да возат. Се согласувам, да. Со тоа се согласувам, ама не викам дека треба да возиме, јас и моја. И да бидат безбедни, безбедно да се движат во сообраќајот, да внимаваат на безбедноста и да почитување на сообраќајните знаци. Ама јас мислам дека ниту еден кандидат за возење не е дошол да каже не знам јас прва, втора. Сепак од дома повеќето што доаѓаат се така. Ама кај ќе знае тоа? Пак мора да влезе дома во возилото со татко, со мајка. Да откраде на. Да, не да откраде возилото, ама работа. Туку заедно да гостите тој Филип едноставно да бидат малку психички поподготвени, бидејќи и Колев малку не му беше лесно кога дојде овде. Малку повеќе, а? Добро лега за почеток. Па не баш, ама зашо ќе биде подобро. Сериозно оти? Јас сакам да ми објасне како поминува еден работен ден како инструктор. Ми спомна пред да почнеме колку кандидати дневно поминува, ми рече многу, но што значи тоа во бројка и еве спомна треба нерви, треба трпение многу. Како поминува еден ден на генерално еден работен ден на возач инструктор поминува така што ние обучуваме 4 кандидати. Толку можеме, законски е пропишено и реално доволно е со цел да бидат инструкторите концентрирани и да внимаваат подеднакво со секој кандидат. Часовите траат по час и 30 минути. Имаме пауза од кандидат до кандидат пола саат и тоа е сосем доволно. Сакаш да кажеш дневно 4 кандидати, да. Така? Да. Аха. Не е дозволиво, например,
не знам, 10 кандидати да се... Бидејќи сега се Почва зависи тоа. Зошто е ограничено само 4 кандидати да има? И по Може би некој се осеќа 1 час и 30 способен. минути колешке колку е? Може би некој се осеќа способен. Ама не може 8 часа ти е работа, посебно во возе. Не бе кажи ти нешто Ме интересира, јас мислев дека цел ден се возат. возат. Не смеат да возат нон-стоп професионалните возачи. Тие камиони. Да, па и шофер да е. Види. Женско. Ке научам се. Не знам, кој ти бил инструктор, ама. Добро. Процентално колку повеќе имаме машки или момчиња од девојки кои се заинтересирани за да полагаат за возачка? Па полагаат, главно сите полагаат. Штом наполнат 18 години, нормално родителите на секое дете, дали е машко или женско, му овозможува да полага возачки изпит. Бидејќи знаеме, во денешно време колата веќе ни е потреба. Да спомна 18 години. А што е со овој тренд сега сите млади? Наполни 17 и ајде мамо, дај да полагам право за возачка дозвола. Па јас сум доста против тоа. Меѓутоа кај нас законски се полага од 18 години. Обуката може да почне со 17 години и 6 месеци. Меѓутоа тога се вади лекарско уверение, после вадењето лекарско уверение се оди на теоретска настава, после завршувањето на теоретска настава доаѓаат часовите. Меѓутоа часовите за возење што се. Меѓутоа тоа завршува тук. Додека кандидатот не наполни 18 години, не може да полага. Штом ќе наполни 18 години, полага возачки испити и ако положи, нели, нормално, влегува во сообраќај, се зема возачка дозвола и почнува да вози. Првите 2 години се вози до 11 часот вечерта. После 11 возат со присуство на родител или некој што има искуство повеќе од 2 години. Ако коригирајте ме сега, мислам дека и до 11 часот, ама да не биде поголем, ако ви каже како имаше нешто тука. Сега нема, можеби да грешам, не сум сигурен. Па да, до не знам, некоја голема ако ви каже, не смеат овие почетници да возат. Не сум сигурен кој е, како е, но знам дека и тоа е забрането. Например, некој возил со поголема кубикаж или не знам како ги вика тоа, дека не смеат почетниците, така да возат под првите. Да, и јас не сум тоа единствено младите, со присуство на родител. Така ми останало во сеќавање, знам на таа тема многу се расправавме со првата ќерка кога сакаше и кога. Па имам и јас сум сега на таа расправија дома и јас не сум да се полага уште од сега да се зема часови на 17 години. Сметам дека се многу мали. Не знам има ли разлика дали е шофер на 17 или 18 и некој на 20. Па нормално дека има разлика. Јас прво тргнувам од мене. Сите кога сме биле млади, мислиме дека се можеме, дека се знаеме и тогаш стануваат и најголемите. Значи не може да полага на 17. Сега ми стана јасно, значи, да. мора да наполни да биде полнолетен, па да добие право за полагање возачки испит. Так. А часови може да зима на 17. 17 и пол години може лекарско да извади, може часови да заврши со обуката, теоретска, практична така. Но зошто да брзаме? Моабетот ми беше зошто да се брза, дај нека се наполнат. Па сите сакаме за полнолетство да имаме возачка, тоа е. И да оди, и тренд е тоа, и да оди со кола на училиште. Мислам, Струмица 5 километри целата, со кола на училиште да оди. Дај малце и тие родителите да бидеме свесни. Немаше ова да го сакаш? Не, искрено, ама искрено. Не, јас скромна. Скромна. Убаво е да се знае да вози, барем за жените сега зборуваме, ајде малце нели од женска гледна точка да бидеш самостален, да не зависиш секогаш од мажот, од сопругот, нели да те носи до таму. Убаво е да се знае, но сепак треба, сметам дека треба како за почеток да има наполнето 18 години и малце повнимателно да се вози во првите години. Не е исто да си шофер една година и... Нормално, не е тоа исто. И ако мене ме прашате, нормално. Јас сум за да остане тој закон и да се биде полагањето после 18 години. Меѓутоа, пак ќе кажем, децата во денешно време си ги знаеме какви се и ние родителите, многу од тоа што се случува го дозволуваме. И ние сме си виновни тоа што сакаме нашите деца порано да добијат до возачка и за 18-тиот роденден, за полнолетството, еве од нас како родители. Кола.
гасење. Ау, па ти многу пари имаш. Или, возачка, мислам. Возачка, да. Ајде, јас уште како женско да си прашам и овие добро да гледаме дека се девојка. мотоциклите што ги возат. И за нив треба да поседува возачка дозвола, така? Да. За се. Но за жал во Струмица за се возачка е потребно со исклучок на велосипед. Да, но за жал во Струмица тоа не го почитуваат, младите возат. Не знам од кај ти се овие информации, јас морам како новинар да како новинар ти да. Не знам од кај ти се тие информации дека немат младите возачки. Па многу често. По бројот на казните можеме да заклучиме дека немаат возачки дозволи многу од младите. Јас би сакал, Никола, малку да се вратиме на твојата професија. Значи, по 4 кандидати имаш дневно и на почетокот рекол дека ти е потребна некоја смиреност, психологија, укажување, трпеливост. Какви се идните возачи на почетокот? Многу ме интересира. Какви се идните возачи? Идните возачи се... Ние секојдневно се соочуваме со различни предизвици. Тоа зависи од кандидатот кој го имаме до нас. Кажевте и вие, има некои што веќе има дома пробано да возат со родител, со било кој, има некои кои што прв пат седнуваат позади воланот. Наша работа е да им дадеме подршка, да ги охрабриме и да им укажеме дека секој што тргнал по тој пат завршил со возачка дозвола. Рече, одиме по програма. Она мене ме интересира. Еве, јас да сум пред, односно кандидат кој што нели почнува да вози, првите часови каде би ме возел? Дали ќе бараш некои патишта? Да. Еве, може да, или пак до некој населено место, или веднаш ќе ме пуштите во гус сообраќај. Па не. Има ли нешто? Вие најпрвен како кандидат кога ќе дојдете во автошколата, најпрвен мора да ја поминете теоретската настава. Не, тоа веќе е поминато. Од кога ќе ја поминете теоретската настава, тогаш доаѓа делот на возење и тогаш тргнуваме работиме по програма, кажевме. Првите 3 дена мораме да работиме на полигон. Значи почнувате таму. Да. Следните 3 дена ни се користат за јавен пат надвор од населено место и останатите денови ги користиме овдека за низ градот и... Знаеш што имав јас многу трема на ова, како се вика, Рача. На Горнина? Не знам. До ден денеска се уште се мислам зошто имам. Ме интересира кога е спремен да се Ногата ми пушти се во тресеше отворен пред сообраќај. инструкторот да не. Ако не знам кандидатка или кандидат е 3 дена на полигон и гледаш дека го нема совладано сето тоа, не може да тргне. Сепак ја пуштате во сообраќај или давате можност да... ја пуштаме во сообраќај. Бидејќи полесно за нејза ќе биде ако колку побрзо се ослободи кандидатот, толку побрзо ќе дојде до тоа да научи поскоро да вози. Имаат повеќе трема кога се вклучуваат на сообраќајот. Мамбре, колега. Морам да ти кажам искрено дека... И многу ми е интересно на семафорите тие се плашаат многу, нели? Ќе застанат на Горнина и што се случува во кола? Кај вас? Ќе застане на Горнина, кога ќе застане на Горнина, прво што треба да направи, да застане со комплу кошница, кога ќе застане, ќе ја крене рачната сопиричка, кога ќе ја крене рачната сопиричка, тргнува со комплукот. И малку газ. Без газ. Гледаш ништо не знам јас. Сега, ние сите возиме некако Па колешки види се новите автомобили на Угорина сами се укачуваат. Сами се укачуваат. Па реков јас, да, новите возила се е дигитализирано, се имаме на располагање и малце не прават мрзливи. Кандидатите ги учиме да тргнуваат без газ со комплук. Колку побрзо го научат комплукот, толку побрзо ќе научат и да возат. Затоа што основата на возењето е комплукот. Имало ли моменти кога, пак повторно се ратам, јас мери ми се меша во прашањата, јас тама си почнав со твоите часови, тоа што ги имаш 4 пати дневно. Има ли некој вака кандидат кога те вади од такт? Како се смируваш ти? Па не. 5 пати нели му кажуваш вака. Па не, тоа е нормално. Кога веќе се нафатил да работиш таа работа, мора да бидеш трпелив.
А ти преговараат кандидатите? Оти младиве не знаат веќе да молчат. Своевремено ние молчевме како да ни каже инструкторот. Сега, а инструкторот каже веднаш. Па веќе не е така. Веќе не е така, да. И нормално е тоа. Сега на секој кандидат што малку му се види потешко, нормално, прво вината ја бара во инструкторот. Кој е крив? Инструкторот е крив. Да, не ме научи доволно, па се случуваат, има такви работи, меѓутоа тоа е нашата работа. Тоа е нашето секојдневие. Апсолутно. Сега, ние сме таму за да им ја дадеме поддршката. И на секој кандидат на почетокот од обуката му го кажуваме истото, дека некој од кандидатите може да научат со 10 часа возење, некој може да научат со 20 часа возење, некој може да научат со 50 часа возење. Меѓутоа секако ќе научат. Ако кандидатот има желба да стане возач, тој ќе стане. Сега сака работа. Да, колку во вашата автошкола дават акцент и нова теоретска настава. Колку е битна теоретската? Многу ми велат дека ова се знам јас, нели, теоретска, сообраќајни знаци, знам кој има предимство, од татко, мајка, брат, слушно е кој има предимство од десна страна, лева страна, не. Колку е важно ова? Многу важно. Многу важно. Едното без другото не оди. Теорија без пракса не оди. Значи, првично мора да ја поминат теоретската настава, од која ќе поминат теоретската настава, веќе ние сме свесни дека тие знаат знаците, ги познаваат правилата, меѓутоа треба тоа да го имплементираат во пракса. И кога ќе дојдат сега на почетокот од практичната обука, нормално ние ќе видиме колку тие го имаат тоа познавање или го немаат. И ако го немаат, тука сме да им помогнеме, нели, да им укажеме на правилата, на прописите и ако не ги знаат знаците, нели, нормално ќе ги натераме да ги научат, бидејќи без знаците не може да влезат во сообраќај. Мора да се учи на крајот, мора да се учи. Да, се враќам јас кога полагав, толку бев гневен на овие тестови. Никој не ги сака. Не од дека не ги сакав. Значи, имаше такви ситуации со подвожници, надвожници, устумица нема. Кај ти тоа ќе го имплементираш. Си викам јас, што не треба тука, нема никаде устумица. Нели, подвожняк надо па раскрстници, односно крстосница со. И викам, леле, а потоа отида во Скопје, викам, што правиме сега, тука е и така. Ајде да си ги повториме знаците. Да. Јас верувам дека има уште возачи кои не ги знаат сите знаци. Па да. Го мислам и јас тоа. Исто го мислам и тоа. Не. Лошо го кажа сите знаци. Дел од знаците не знаат. Дел од знаците. Сите знаци Сите комплетно, сакам да кажам, ме разбра убаво. Не знам, стоп го знаат. Ама тоа што не го почитуваат, тоа е нешто сосема. Непочитувањето е друго нешто, но незнаењето, да, предпоставам дека тоа и на часови, предпоставам дека нонстоп им се укажува и како инструктори на теоретската настава. Мора на предпешачки, на црвено. Тоа предпоставам дека вие нонстоп го трубите. Нормално. Го трубиме се додека кандидатот не му влезе во глава и не почна тоа да го практикува, да го прави. На знак стоп, задолжително кандидатот мора да застане. Возилото да биде во мирување, 1, 2, 3 секунди, па потоа пак да тргне. Нормално, сега ако нема пешачки премин со бела стоп линија, го учиме да застане каде што му е прегледно, за да може да навлезе безбедно во крстосницата. Да. Интересно ви е во оваа професија, ама освен ова дневно имате и ноќно. Да. Сака пред ова ноќново. Мене, не знам тебе, кога имаше часови овие попрактично, беше на Валандовско брдо? Да. Па мислам дека сите го поминуваат истиот пат, нели? Се уште ли го има тој таа делеца? Не знам, сакам да прашам. Па тоа зависи од инструкторот, што ги води часовите. Сега јас, например, Валандовско брдо ретко го возам. Повеќе возам до Колешино, до Радовиш, Сувилаки би се качил, Валандовско брдо го избегнам. Немала работа по Сувилаки. По Сувилаки да те качат 2 дена во кола и ајде вози на Сувилаки. Ама како го проценувате тоа према кандидатот? Секој кандидат знаеме дека може. Мора да може. Ако сака да научи, ако сака да стане шофер, мора да може да го прави тоа. Што е основата на едно возење? Основата на возењето е да научи да тргне и да застане. Ако кандидатот знае да тргне и да застане за возилото, тогаш нема проблем, ние возиме секаде. И мораме да го спремаме тој кандидат за да вози секаде.
и да влезе во било кој дел сегмент на собранието. Представам, тоа ми беше се согласам со тебе. И сметаш дека тргнувањето и застанувањето е најважната компонента. Да. Јас помислев да си го држи правецот. Па почетокот не. Ние тргнуваме да го научиме кандидатот да тргне да застане, од кога ќе знае да тргне да застане, потоа излегуваме на јавен пати. Си имал такви случаи кога. Чекај, каде е тука кумплукот да тргне и да застане? Па нели кумплукот беше Па сега? да, со кумплукот тргнува и застанува. Тргнува и застане. Да, без газ Леле, само. јас возам толку многу години сега да ме прашаш како, што е прво? Механиката е. Нели? Да, механика Што е. правиме кога на кандидатот тргнува, му се гаси колата. Тргнува, И го му се фаќа гаси. паника? И мислам нервоза го фаќа паника. Затоа сме ние тука да му помогнеме, да му кажеме. Па Не ти тоа велат- да се случи и 10 и 15 Не ти пати. велат возилото вече? Не. Се случува и тоа. Се случува и тоа. Да, има нешто и колата, нешто проблем има, викам, абе, не е до колата сега. Можно е да е до тебе, ама. И тоа е така. Мораме да се насмееме со нив, многу пати знаеме да направиме шала, од која што после се смееме и двајцата внатре, нели, нормално е тоа, за да се опушти кандидатот. Од кога ќе се опушти, веќе нема проблем. Не се случуваат такви работи. Да. Спомна часови, но бројка не знам, со колку часови еден кандидат е спремен за да полага полигон? Тоа како се чувствува? Па не знам. Ако Сигурно не дам и 10 или да ми дадеш, ако 5 не дам, месеци јас да не- 5 месеци Практичниот дел од колку е? практичниот дел од возачкиот испит е сведен на 36 моточаса. 36 моточаса се 18 ги возиме 18 дена по 2 моточаса по час и половина дневно. После тие часови инструкторот одлучува дали кандидатот е спремен да оди на полагање за возачки испит или треба да зема дополнителни часови. Сега дополнителните часови кај нас се реткост. Меѓутоа се случува и кандидатот да зема. Мислам дека ги земаат пред Предполагање. полагање. Да. Пред полагање. Затоа што има временски Има временски разлика од Значи прво кандидатот кандидатот првично полага тестови, од кога ќе положи тестови, полага полигон, па потоа доаѓа на полагање за Да, мислам дека сега со новите правила мора да Испитот поминат. е поделен на 3 дела. Да, мора да поминат 2 недели, ако не се лажам, неколку беше или недела дена од едно до друго, од полигон до главни тестови или од главни тестови до полигон, мора да помине барем минимум една недела или 2. Да, и потоа се Го нема тоа. Го нема. Нема временска рамка, меѓутоа да кажеме ако ова не А да го не може полага. сега, ако си положил ти главни тестови, дека утре право ќе Може, да. Тоа Ако значи има испит во испитниот центар, може. Нема никој. слободен термин сакаш да кажеш. Слободен Ама тешко се термин. доаѓа. Кога сме кај ги спомна нели кандидатите и полагање и кога на пример се изминуваат часовите, вие ги учите кандидатите и сега доаѓаат на ред полагањето. Од тоа дали кандидатот ќе положи, да кажеме, од прва, зависи од тоа колку е добар инструкторот или колку самиот кандидат, нели, Е подготвен. како да кажеме, подготвен или Не е подготвен. предодреден да биде добар Не, шофер. дека- Ајде дека- така да го дефинираме. Спремен. Или кои се советите, нели, што им ги даваш за на што треба да внимаваат при Најголемиот мит е дека не може да се положи од прва, или како што знаат младите кај нас да кажат, ме возеа по тешка рута. А предходно во дополнителен час со инструкторот и 20 пати да го извозиме по таа рута, кандидатот нема да направи грешки. Меѓутоа, тремата при полагањето е многу голема, затоа што кандидатите Да станат внатре влегуваат со комисија, со луѓе што прв пат ги среќаваат и нормално е да се појави некоја позитивна трема. Да. И секако дека има кандидати кои што ја пребродиле таа трема и кои што знаат да положат и на прв. Нормално, Да. се случува и тоа, да. Имам едно прашање овде. Се случило некогаш некој да полага 10-15 пати од твоите кандидати? Па, додека јас ја работам таа работа, таков кандидат се нема појавено
И мислам дека ако има таков кандидат, значи нещо е проблемот или до кандидатот, или до инструкторот. Трето нема. Так. Во никој случај не може да биде до комисија. Временските услови може да бидат. Се полага ако врне дожд, например, закажено полагање. Продолжи. Се полага на дожд? Не, нема одложување. И сега јас, например, учам да возам и цело време сонце. Петок не полагам е проблем дождот, е проблем снегот ако ти замае тој ден, тогаш ќе да прашам. Тоа прашам дали се... Ама не, шофер си е шофер. Добро, да. Пошто си го поставила прашање соборе 10-15 пати, 28-то многу ти лежи на срце вака да го поставиш, ајте молам. Уште на самиот почеток го прашав, да. И уште еден мит прашање, нели? И внимаваш што ќе одговориш, Никола. Ајде. Веќе тоа дефиниравме. Жените се повнимателни, мажите се по, како кажа, поспремни. Поспремни ќе ги навреда, поспретни, да. И на вистина ли многу мал процент од жените знаат четврта гаража да паркираат? Искрено. Тоа значи не. Не знам. Може ли јас? Можам да кажем дека жените се повнимателни шофери од мажите се поснаодливи во одредени ситуации, но жените дефинитивно возат по прописи. Но секако има разлика и од жена до жена, сега знаеш. Некои жени паркираат и подобро од мажите. Четврта гаража, например, знаат. Може да прашам? Може. Ама не тебе, не ќе прашам. Апропо ова пред 2-3 прашања. Од прва положи? Да. И се. Да, пак ќе кажам да го поздравам инструкторот, не се сеќавам, беше пред, ајде да не кажам колку многу години има помината. Не фаќа врски, ми кажа дека сум спремна и дека сум ја немав таа трема, некако, знаеш, затоа прашувам дали ги познава машко или женско што се предодредени да бидат добри шофери. Едноставно нема страв, нема страв, нема. Па има, нели, ајде нека ми каже. Па има жени што возат и 15 години, ама се плашат. Се уште се плашат. Никола, она што лично мене ме интересира, колку како Никола инструктор, возаш инструктор, се грижиш за своите кандидати, нели, практичните часовите сте ги дал и толку. Дали ти се грижиш, твојот кандидат паднал, не паднал, сугестии даваш? Па нормално. Си прават или муабет од после? Нормално да се грижиме, наша лична сатисфакција кој кандидатот ќе го видиме како шофер, но и сатисфакција кој кандидатот ќе видиме дека положил на прва. Битно е при полагањето да го ослободиме кандидатот. Кандидатот да нема трема, да му ја дадеме поддршката. Ние сме таму до влегувањето на кандидатот во колата. Кога ќе влезе кандидатот во колата, тоа што е со комисија. Ама не сте вие кога полагат па главни тестове, носат оној теоретски. Не. Вие немате трема. Она што мене ме интересира, бидејќи предпоставам дека не дека водите евиденција, туку водите лична евиденција. Каде најмногу потврдуваат кандидатите? На теоретскиот, оние главни тестови што ги викаме, полигоно или градска? Па... Ама реално, искрено. Повеќе на градска. Да. Повеќе кандидатите паѓаат на градска и предпоставувам дека таму најмногу се јавува тремата кај кандидатот, преовладува тремата. Од комисијата, бидејќи на полигонот комисијата не му е во возилото на кандидатот си ги работи вежбите што ги има работено во текот на обуката, додека при полагање на возачки испит на практичниот дел, кој ќе дојдат Тројца комисија на двајца нови луѓе. Тримата, дали ќе поминам, немали да поминам. И кои се најчести грешки кои ги прават, например? Може само ти кажам дека ја спаднав на градска. Да? Да. И пред да прашам, кандидатот поминува и паѓа на градска. Ти се жали? Па нормално. Па тоа сакам да прашам. Овие од комисијата така и така. Па нормално дека се жали. Секој кандидат, секој што Он мисли дека е во право. Да. Мисли дека е во право, меѓутоа е свесен дека направил грешка. И тоа е добро, затоа што знае каде сгрешил. И на пример ќе му каже комисијата, сгреши таму и таму, него пропушти тоа возило. Па блиску беше, па не беше блиску и се во зависност од кандидатот секој си има различни сваѓања. Јас колешке паднав на Дозволи ми градска. само да си прашам. Падна на градска. Да, паднав. Прашаме зошто. Ајде зошто. Оддалеку сум ја фатил кривината. Така ми беше објаснувањето.
Како далеко си? Па вака на силотите немаше кружен во тек. друга Немаше линија, кружен тек. во друга лента, шо? Па не знам и јас да знаев и јас ќе одговорам. Кои се најчести грешки? Еве кога кажуваат паднав на градска и кои се најчестите грешки што ги прават? Не застануваат на стоп знакот. Најчестите грешки што ги прават е незастанувањето на знакот стоп. Нормално префрлањето од една во друга сообраќајна лента без да дадат знак дека го прават тоа. И воглавно непропуштањето на некое возило што има предност на минување. Тие се трите грешки што се клучни за паѓањето на кандидатот да заврши испитот како не положи. Да. И сега ќе прашаш нешто за полагањето или? Да. Во однос на полагањето. Јас би рекол дека има реакции, мислам, не реакции, најчестите реакции се токму на градска, а најчестите критики кон самите себе си, ова го нема на градска, го има на полигонот. Кога се снима подкаст, да си исклучиш телефонот. Сами се критикуваат кога се на полигон, што е многу интересно. Тука се сами во возилото и свесна и за грешката е свесен. Па нормално тука не може да му биде крива комисијата. Овде се гледа јасно дека тој сгрешил и тоа е тоа. Знае дека е до него, треба да дојде пак. Таму кај на ручната како мене најмногу прапа или четврта гаража? Се случува. Секој кандидат, зависно од кандидатот, кажеш. Некој може да сгреши на прва вежба, може да сгреши на втора вежба. Меѓутоа најчесто да, на рачната. Тоа мажите или жените? Има ли? Морам да си направам дистинкција мажите или жените, кој повеќе Добро, вие сте по-добра, кој повеќе прават грешки додека траат часовите? Кој повеќе прават грешки? Нели сме подеднакви сите. И вие сте возач и јас сум возач. Сега маж, жена. Па би сакал да дојдете по еден час да ви одржам на двајцата, па да видиме, после ќе ви кажам кој колку грешки има направено. Сега да го снимаме ова подкаст како се вика воза. Да, ќе седнеме, ќе видиме кој. Првата грешка ќе ни беше мери не застана на стоп знакот. Не, првата грешка, знаеш од првата грешка ќе ја направиме јас и ти, дефинитивно. Па тоа не застануваме на стоп? Не. Шо кога застанувам на семафор? Не, со самото влегување во возилото ја правиме првата грешка. Ама искрени да бидеме, никогаш, ама апсолутно не го ставаме. Да, никој. Си признавам. И јас си признавам тоа, поготово овде во струмата. Кај нас тоа е професионална деформација, ние секое влегување во колата мораме да го ставиме најпрвен појасот, па потоа тргнуваме со возење. Да. И ти како возач инструктор... Навистина и сите што не следат, значи, шала настрана, тоа е грешка, кој што си ја поправам јас и се обидувам да ја тргнам. Кога влегувате во сообраќајот, кога сте со патничко моторно возило или тешко моторно возило, секогаш ставете го појасот, како се вика, ременот за... Безбедносен појас, не? Безбедносен појас, да. Тоа е многу битно и многу важно. И тука сакав да ми каже Никола, како возач инструктор, претпоставувам дека ти е професионална деформација, гледаш возила постојано и кога не си на работа. И кој е твојот заклучок, да, како веќе тие што сме нели искусни возачи, на што најмногу грешиме во сообраќајот? Па, искусните возачи знаат да сгрешат, бидејќи се многу сигурни во себе. Колку и да се сигурни во себе, тие мора да бидат внимателни, затоа што во секое време може да дојде некој почетник шофер, што не е толку искусен како нив и да се случи незгода. А кои се најчестите или непочитувања, ајде да кажеме, кои ги правиме ние во сообраќајот? Па најчесто сообраќајните незгоди се случуваат поради непочитувањето на сообраќајните правила и знаците. Јас мислам дека например, кога некој ќе помине на знак крстосување, а вие минувате на првенство, знак со првенство и овде се случува сообраќајно. Се согласувам со тебе делумно, јас мислам дека ние вака повозрастните ги правиме овие сообраќајни прекршоци од невнимателност или од брзање. Не сме внимателни.
Дали ме разбираш? Љубово, Ние љубово. го гледаме знакот, нели, со предимство на помирување. Знаеме дека треба да се застане, но Меѓутоа, се секогаш треба брза. да погледнеме од лева и од десна страна, Ама ние брзаме, значи невнимание, телефони звонат, да бидеме реални искрени. Тоа е кој што сакаме на брзина да стасеме тамо тевам некако времето ни фали што е. И тоа што немаме трпење, кога ќе видиме пред нас автошкола, ле. Се нервирате во кола вие како инструктор кога Кога свира некој позади вас. Па Како ние- реагираш ти прво како инструктор и што ја кажуваш на кандидатката? Кандидатката, бе? Ајде, Машко, нека ви долго. Мора да реагираме и да го слободиме кандидатот, да му кажеме дека нема потреба да го гледа тој позади. Што свери, да нема обраќа внимание, затоа што тоа кај нас е стварно секојдневие. Во нашата работа тоа е секојдневие. На сите возила, нашите позади има напишено има една изрека која што вели биди трпелив и ти некогаш учиш. Тоа би сакал да им го Да. Кажем и Да се сите го учесници кажем во на сите сообраќајот, учесници во да. сообраќајот да знаат дека и тие некогаш тргнале од биле тоа почетни. столче. Апсолутно. А па замислете со тоа титкање или пак вклучување на сирените колку пак Па нормално е. нервоза создаваме кај кандидатот, ај тоа ти нели искуство си отрпнава. Замисли овој момчево или девојче И го деконцентрира. Се ствара голема нервоза од Е, кандидатот. Меѓутоа луѓето морат да разберат. Ние не можеме кандидатот цело време да го возиме надвор од населено место. Мора да го спремаме за овде, во градот. Овде да биде спремен, да може овде да си ги заврши работните обврски, да стигне од една дестинација до друга. Ако го возиме цело време надвор кај што нема толку возила, како кандидатот ќе биде научен? Како ќе биде спремен за да влезе во сообраќај? Не може тоа да се случи. И затоа мора да бидат луѓето трпеливи. Затоа што тоа е тоа, сите почнуваме од овде. Да. Никола, сакам да прашам ова со рачнава, сега ќе ми текне повторно таа рачна. Освен на полигонот. На тоа ли падна? Не, па ти рекол паднав Градска, ама што? не, од прва поминав таму. Ова со рачнава некаде го тестирате, го практицирате во горниот дел од градот или овде? Нормално Не, сериозно ова сакам да Секаде, прашам, секаде. да не биде само на Секаде. Рачна се употребува на секоја угорнина. Каде и да застане кандидатот со возилото на угорнина, дали е блага или е голема, значи мора да употреби рачна сопирачка. Ние го учиме кандидатот да тргнува со рачна сопирачка и сега, например, кога ќе влезете вие со мене во кола, ќе видите дека кандидатот тоа го работи. И мора да го работи тоа. Ако не го знае тоа, тој не е спремен за да полага возачки испит. Да. И после тоа поминуваме, никој не крива рачка на угорнина сега. И поискусните шофери. Значи не. Па Јас си не би креал, кажам, јас не си би креал. кажам, не Јас би си кажам. креал. Искрено ти кажам, дури од подвожњакот кога ги излегувам си креал. Сериозно ти кажам. Ја немам јас таа пракса, морам да си признам, да. Ако влеземе во кола со Никола ќе паднеме ми уште изгледаш како си положила се прва од прва. Па, би сакал да кажем дека возењето е рутина. Колку повеќе возиме, толку повеќе знаеме да возиме. И тоа е со тек на време колку кандидатот возач повеќе влегува во сообраќај, нормално е полека и да почне да исклучува рачната сопирачка од употреба. Да. Ајде се малку анегдоти од она што како инструктор возаш го имаш поминато со овие кандидати. Сигурно никој внатре, додека возел, не ти запеа песна. Има стотина кои што направиле прекршок, па ти си морал вака да интервенираш. Не од това, внимавај тука. Имам ли вака? Може да се присетиш. Па има нормално. Тоа е кај нас е секојдневие. Но една вака интересна случка, која што ќе ја памнам додека трае мојата кариера, со еден кандидат возач излегуваме прв ден вака надвор од населено место и возиме кандидатот под видна трема. Како се јас што имам трема. И тој како мене и возиме, одиме, не знам каде беше, и кандидатот сега сака да му влезе свеж воздух во возилото. Да го отвори прозорецот, сега го гледам, пробува да го отвори прозорецот, ама рачката му останува во рака. Леле. И го гледам вака, сега ме гледа мене, ја гледа рачката, ме гледа мене рачката и ја фрла низ прозорецот. И го гледам, шо направи? Не знам. Шофер не знам. Продолжуваме, го натерав да се врати назад
го натарав да се врати назад, ја баравме рачката, ја најдовме, ја ставивме и се заврши како што треба. Тоа е една анекдота што ќе ја памнам. Значи, има трема и луѓето не се свесни во моментот што прават. Сакам да прашам, кој е тој нарав? Мислам, сега како реагирате? Многу ме интересира кога се префрлува од една на друга лента или пак кога мора. Ај знам дека имате кошница, вие имате кошници како Да, имаме комплук и кошница. Ај комплук имате. Дали му го фаќате воланот, значи ова некако, сега не знам, при префрлување од една на друга страна или пак држање на тој правец. Па нормално кандидатот мора да држи правец. Ако не држи и правец, morаме точно, мораме и ние тука да реагираме, да му помогнеме ако има таква ситуација. Нормално дека ќе пуштам рака да му го фатам воланот, нели? Ако не е така. Меѓутоа, секој инструктор си работи на свој начин, секој си има свој начин на работа и си има што велиме ние цаки кои што Ти има ли исплашено некоја ситуација? Некој кандидат да не застане на црвено, па пешно си поминува, не застанува. Не знам ништо да те исплаши, вака адреналинот, па морал да се закочиш веднаш и... Веќе сме многу години во таа работа и мислам дека нема веќе ситуација што не ни ја видиме. Така да се случило и на пешачки премин да не застане, меѓутоа ние мора да бидеме нон-стоп присутни, внимателни. Знаеме, спремни сме дека кандидатот може да направи било каква грешка и затоа сме тука за да реагираме. Многу ме интересира. Вие сте два шофери, и тој вози и кандидатот вози. Не сме да... Точно. Ама мораме најпрвен за кандидатот да биде успешен возач, да направиме возач од кандидатот, најпрвен мораме да му дадеме до знаење дека кандидатот не може да сгреши, дека и да сгреши вие сте тука да му помогнете, да реагирате. Да, мора да биде сигурен дека нема да направи грешка. Кога кандидатот е сигурен дека нема да направи грешка, тогаш тој се опушта и возењето му станува рутина. Нели, колку време си инструктор? Па веќе 10 години. 10 години. Замисли како што е вака тремиляв. Првото возење како инструктор и сега треба кандидат да вози. Мислам, кандидат за возач. Јас ќе го прашав од каде идејата да биде инструктор, но ајде првото прашање со првиот кандидат. Не знам како ти беше. Страшно. Не, сериозно. Чекај сега, со првиот кандидат, ти влеза во кола со првиот кандидат и ти треба да го учиш да вози. Кој повеќе имаше трема, ти или кандидатот? Па не знам, можно и јас да сум имал повеќе трема. Можно и јас сум. Добро, сега се сеќаваш. Се шалам. Во CV-то твое тука се запишал дека си имал кандидат над 60 години. Да. Па затоа што си имам уредно прашање. Не, сериозно, нема, мислам, знам дека нема граница, ама до кога можат, например, да полагате? Не, ова сериозно, искрено. Може да полага. Ако евентуално нема одредена граница. Установи дека е психофизички здрав. Да, ако кандидатот извади лекарско уверение и ако на лекарското уверение се оред, кандидатот нема пречка да не полага. И на 60 години беше на теоретска, практична. Да. И си го заврши изпитот, си взема возачка дозвола и денес кога ќе се видиме, да, кај мене беше. И оно ме интересира, сигурно праша, јас да те прашам. Зошто полагаш? На 60 години, сериозно, дали? Па искрено ја прашам, дали. Да, и одговорот на тоа прашање беше дека требало да оди во странство, внуците требало да ги носи на градинка. Се враќаме на мојот муабет пред не знам колку има веќе пола сат. Дека треба да биде самостојна, да има возило, да вози, да си ги извршува работните обврски, да не зависи од некој. Возачката е потреба. Возачката е потреба, да. Чичко, секоја ти чест, дека те држи здравие. Тетка, затоа кажувам, мисля дека е возач. Жена? Жена, браво. Да, затоа јас имав и прашање дали некој над 50 години. Да. Така, здраве нека ме служи се со возачките дозволи над 50 години или над 60 години ги стават на пократок рок. Над 75 мислам дека беше. Над 75? Да. Ги ограничуваат? Па мислам дека се вади тогаш на рефлексите така. Добро. На 2-3 години се, не знам точно како е законски. А како, ако има ли можност да изгубам мојата возачка? Како ја губам, мислам, од аспект
да сум направил прекршок или ме враќат, има ли тоа законска регулатива повторно да се врата? Мислам дека има, да. Нели имаше, мислам, ако сум непримерен? Ако направиш се, не знам какви се прекршоците. Ако направиш одреден прекршот, мислам дека се одзема возачката дозвола, па се враќаш повторно на полагање. Да бидеш внимателно. Сериозно, тоа не сигурно нема знаел, тебе да толерираме ти, не даеш Боже, Добро си плаќаш казна, тоа уредно се, но покрај тоа ти одзимаат и возачката дозвола. Мислам дека да, Па 5 пати ако те фатат под дејство на алкохол, сигурно сестро Златна дека нема да ти да. А и друго, мислам дека го има во другите држави кај нас, не знам дали е пракса, ако се направи некоја грешка што нормално, не сообраќајка, туку непочитување на некој знак или не знам, ги праќаат пак на еден вид обука во автошколите. Тоа мислам дека во странство функционира. Не плаќаш казна, но мора да посетуваш теоретски часови. Тоа функционира кај нас или не? Не, го нема тоа кај нас. Не знам како законски тоа е подредено, меѓутоа кај нас тоа го нема. Јас мислам дека тоа е добар начин да не подсетуваат од време на време. Ако направиш прекршок, да те враќаат на теоретски предавања. Чишко подсети, тој добро, така да не е проблем, ќе си знаеш ти како да возиш утре други ден. Јас сепак во секој случај на сите учесници во сообраќајот им велам да бидат внимателни, пред се да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, но и да ја прилагодат брзината согласно временските и условите на патот. Да. Ме интересира Никола, многу убаво колега. Кој ја научи твојата сопруга, шофер е твојата сопруга? Да. Кој ја научи да вози? Па таткој. Никако Тој е инструктор. Да, е бил инструктор. По професија. По професија, да. Од каде љубовта? Од таму и љубовта вие. Љубовта за професија. И сега се одговори на другото прашање, значи дека се заработува добро, па Да, јас имам информации блиски дека солидни се живее од возачки инструктор. Тоа европски плати земаат. Па искрено не можеме да се пожалиме, штом 10 години работиме во таа фирма. Па нормално дека и добро заработуваме. Шо беше за полагање да бидам јас инструктор, што треба да положа? Тоа не ни го кажа. Може ли секој што сака да почне да работи со таа работа, воzač инструктор, што треба да направи? Може ли секој? Па се полага, тоа се 10 испити, 5 степен, се полага ние во Струмица имаме во Никола Карев. 3 пати се полагаат по 3 испити, во сесија можеш да пријавиш и се полага практичен дел. Од кога ќе земеш инструкторската дозвола, за да бидеш инструктор, исто така се полага за лиценца. Лиценца се полага во Скопје, во МВР. Со земањето на лиценцата, тогаш веќе можеш да седнеш зад воланот и да обучуваш кандидати. Имаме ли интерес кај младите за таков тип на професија, возач инструктор? Кој е твоето мислење? Па мислам дека имаме, се уште имаме. Останавме многу малку што ја работиме таа професија. Мислам дека во Струмица сме едно не повеќе од 20. Сме препознатливи по нашата работа, но сме малку и мислам дека ќе има тенденција на намалување како народот се иселува, така и нашата работа станува се помалку. Кандидатите се помалку. Да. Тоа за жал се случува во секоја област да се иселуваат луѓето. И уште што ме интересира, може ли некој од, не знам, од Штип да дојде тука да зема часови да учи? Да, може да зема часови овде, меѓутоа не може овде да полага. Сите полагаат во родното место. По лична карта, например, ако е роден во Кратово, треба да полага во Кратово, во тој испитен центар. Таму се полага. Да. Да. Во Македонија има 4 или 5, колку се 6 испитни центри. Тоа не знам, мислам дека се повеќе. Околу 8 испитни центри согласно на планските региони и во Скопје мислам дека не е еден, туку не сам нема, ама 8 дефинитивно по секој плански регион има. Тоа ме интересираше како може да се полага и што. Што ќе прашаш, кажи колега? Немам возачка. И планирам да уплатам кај вас у Дарко Тете. Колку чини да дојдам или колку чини на возачка? Една возачка. Па само обуката во Дарко Тете чини 24.900 денари. Тоа е цена за плаќање
Веднъж. На рати, предпоставям дека има друга цена. Само обуката? Да, само часови? Само часовите, да. Во таа цена спаѓа теоретски оддел и практични оддел. Полагањето е плюс тоа со испитниот центар. Да. Да, исто има пред да почне обуката, мора кандидатот да извади лекарско уверение и тоа се плаќа. Па има полагање црвенка, прва помош, па потоа доаѓа полагањето. Не е баш ефтино да земаш возачка дозвола. Па во денешно време возачката дозвола е, што би каже, луксус. Ајде, не зафркавајте. Не зафркавајте. Сега луксус било. Па ако гледаме према согласно средствата, оди полагај во странство па да видиш колку ќе те чини возачката. Поскапо е? Па поскапо, да. Многу поскапо. Многу поскапо. Сите доаѓаат наши овде да полагаат понешко е. Да, и тоа меѓународна возачна да, и тоа е точно. Не доаѓаат овде да се полагаат. Германија, живе во Германија, доаѓа тука. Па нашиот во Германија ќе дојде овде, ќе положи и се враќа и се. Па веќе мислам дека нема таа пракса, мислам дека не полагаат овде, меѓутоа се случува да доаѓаат овде да земат часови. Ќе дојде, ќе земат часови и оди спремен таму. Бидејќи таму полагањето како што слушаме ќе оди кај инструкторот и инструкторот почнува нели да вози, колку ќе му каже инструкторот, толку треба да вози, колку е спремен, толку ќе вози. Ако инструкторот определи дека треба да вози 20 часа, тој мора да вози 20 часа. А еден час таму за наши услови е многу пари. Сега уште едно прашање на крај. Свесни сме дека некако сообраќајната култура не ни е на ниво. Каде ја гледаме вината? Кај вас како инструктори или кај испитниот центар? Или пак до самите учесници во сообраќајот? Па од мој гледен агол би кажал дека вината ја гледаме секаде, во сите, и во пешаците, и во сите учесници во сообраќајот. За разлика од западноевропските земји, каде што, например, да се уклучиш од место од паркинг простор во сообраќајот со даден знак, возилата ќе застанат. Кај нас тоа не се случува. Кај нас не може да те препуштат да влезеш во сообраќај. Ќе треба да чекаш да се испразни лентата, па после тоа да влезеш во сообраќај. Сообраќајната култура ние според мене не задоволително. Колку дипломатски одговор ми даде, јас се многу прашувам, а он види што ми одговара. Благодарам во секој случај. Да. И јас како што го разбрав дека тој дава се од себе како инструктор. Не е дека тие возач има положено и се, не е дека не ги знае знаците, муабетот беше дека не се почитуваат кога тој ќе излезе на терен, нели? Тоа. И нека биде тоа апел да ги почитуваат сите тие знаци сообраќајни кои ги имаме и да си почитуваме и ние самите возачите едни со други не се почитуваме. Не си даваме предност, не. И тоа што го спомнав, не почитуваме дека некој пред мене има автошкола, вози 20 и сега јас се нервирам. Леле, кој ќе го чека? Почитувај. И од како се вика лентава што е за паркирање, од таму ќе го престигнеш, така? Да. Се случува и тоа може да се признам. Да. Ајде не кажем што возило. Да. Никола, не знам, јас ги исцрпав оние мои прашања. Џабе фаќаше врски да бидам понежен, дека воопшто немаше провокативни тешки прашања. Па не. Таква му е професијата. Уште еднаш ви благодарам на поканата и се надевам дека... Да, извини што те прекинувам. Пред да се одјавиме, кажи ни еден совет за сите млади кои сакаат да дојдат кај вас за да земат часови. За сите млади возачи. И кои се нови во овој сообраќајен метеж кај нас. Кој би бил твојот совет? Мојот совет до сите нив е да бидат трпеливи. Да бидат трпеливи, да бидат внимателни, да ги почитуваат сообраќајните знаци и правила, бидејќи ако сите ние, и млади, и стари, искусни и неискусни возачи, ги почитуваме сообраќајните правила и профиси, сообраќајните незгоди и се тоа што се случува ќе биде сведено на минимум.
Да, значи трпеливост треба да биде она што најважното. Ние не го правиме. Се брзаме. Да, и, значи веќе знаеме дека црвено ќе светне, ама да поминеме на жолто. Или на жолто. Правилно е тоа минување на жолто. Значи жолто видиме или на семафор се застанува, така? А ние сите летаме. Да фатиме, да не фати црвено, демек изгубиме 15 или 30 секунди, па и минута да е. Никола... Се согласувам со овој совет на Никола, сите да бидеме внимателни, не само младите, но во секој случај, јас би кажал трпеливи, внимателни и не джабе ги има тие сообраќајни правила и прописи и таа хоризонтална и таа вертикална сигнализација. За да се почитуваат. Никола, јас ти благодарам што одвои твоето време и што сподели некои од твоите искуства и сите тие убави совети кои ги споделивме за искусни и неискусни шофери и се надевам дека ќе се видиме повторно. А со оглед дека земаат плата од 2-3 евра, не е проблем, ќе се договориме околу тоа каде додам да полагам по овој 5-те испити за да станам јас инструктор. Нема проблем. Тука сме се што ви треба, ви стоиме на располагање, ќе ви дадеме совет. Благодарности што не следевте, почитувани, остануваме на препорака од наша страна не да изиграваме полицајци, но сепак да бидеме внимателни, трпеливи кога влегуваме во сообраќајот и како пешаци и како возачи.